През 2005 година, когато за това не се говореше и когато все по-малко се говори, че България е първата държава, която е признала Република Македония. В учебниците по история готовата интерпретация се публикува като факт. И след това, като възрастен човек, много трудно е да приеме действителността и реалността за нашето минало. Но обикновените хора и го перат мозъка. Обикновените хора не знаят, че са българи. Що да не са за България? Българите са диктатори. Тие што се изјаснуваат како бугари, тоа за мене не се македонци, него продадени души. Разбирате, тоа ја не ги рачу на македонци. А вака, ако се сеќавате од детството, од младоста на училиште, што сте учеле за Бугарија? Дали имало некоја лекција по историја? По историја сме учеле како држава која се граничиме со бугарите, например, иначе друго не сме учеле во тоа време. Пловдив, Перник, Златни пјесци, Дружба, Дропчек, све тамо сум шетал. Тие са многу напредовани, мислим, заслужуваат за Европа. А тоа, и европејци са. Ипак мислим дека србите ни се најблиски. И по вера, и коридорот, патиштата, све тоа не врзува со нив. А вака јазично, културно, верски, не ни се бугарите, ако не барем исто толку блиски како србите? Не може да биде кој една ти призна, друго не ти призна, и секој пат били овде и окупатори, не може да не биде он мој човек, пријател. Ја тоа би рекол. Вардарска Македонија, србите не ли ја владеја од 18-та до 40-та? Да, ма тој не те одбиваш, ти викаш ти си мој брат. Мислам, за било кој, па и за бугарите имам најнормално мислен, како немам предрасуди, немам ништо, сум човек што има еден, два-три збора. Значи, лична карта, планета Земја. Тоа би сакал еден ден. Значи, да бидеме сите човеци. Еден ден. За българите? Да. Најлошо, сигурно. Друго нешто, дали сте биле во посета? Како? Во посета дали сте биле там? Бил сум. Кога? Скоро или? Не, порано. Порано. Зошто мислите дека се цигани тата? Не са човеци. Ја нападнат и избит бе феодорно. И никому ништо, на суд ништо, така си пројде. Ако искаш некаде да работиш на државно, нема за те да работиш, само ти си българи. Не работам нигде, 4 години. Може и ради мене дъщерята не работи, има 4-5 години факултет завършено и не работи. Проблеми ли предлагат, ако се откажете, че сте българин, да ви дадат работа или нещо? Не искам да слушам това некој да ми дума. Заминвам одма. Щом некој почне така да дума, јас се заминвам. Ако не беа българите, славјанска дума на Балканов, каде ќе се случеше? Јазикот ми го каже што на човекот. Верата утре ќе ја сменам. Кидам у ислам, кидам кој знае каде, ама јазикот не можам. Јас се чувствам антички македонец. Ние немаме никакви материални докази, ние да покажеме античноста на населението во Македонија. Прво го немаме говорот, нема ни еден писан документ дека античните македонци се трансформирани во нас и слично. И сега се чукаат погледниве македонци какви биле. Видете ми какъв проблем има? Не, нема проблем. Немај да се обано, само ние да се провериме. Јас морам да запишам податоци. Ваши. Добре. Да. Може да послушам? Може, няма. Да ве запишам и ќе ви повратам. Запишете ми, добре. Уште при нас диктатура, нема при нас демократија. Каква демократија? Целата структура, државната безбедност, којто каза државната сигурност во Македонија, целата останата уште од време за времето на тетовизмот, којто работеше, таа е същата. Тука на това место го поставихме паметникот на Тодор Александров. За прв пат в Македонија беа поставени български знамена. За прв пат след 1944 година се пееха български национални песни.
Кога видоха србо-комунистичките бандити какво става, направо се побъркаха. И след това от държавната сигурност по техна наредба намериха некакъв закон, за да биде махнат на Тодор Александров паметникот. Може мене да ми се одземи овој клjuč од станот. Може да ми се одземи и од моето Пежо. Ако ми се одземи това, ми се одзема душата. И кога некој ќе најде сила да ми го одземи това, дедо од гробот ќе стани, ќе земи сабја и пушка и со мене ќе одзво гората. Не се срамам и не се плачам. Ќе сум българин. Коре сум слободен, чо ќе живеам на този свет. Подобро да брам. Тук в Македония можеш всичко да се кажеш каквото искаш. Можеш да се кажеш нигерец, китаец, всичко какво искаш да се кажеш. Ама ако се кажеш, че си българин, с тебе свърши. Майка ми, винаги когато ще излезе на улица и ми казваше, не смееш да кажеш, че си българин, ще те рече, не разпъват всичките. Моят дедо, що бил, жив е печен и верен пред своите 6 сина и една щерка. Затоа, що работал за България. Има 2 църкви. Старата е българска, 24-та година направо от сърбите сръбска църква. Тая е урнала на българите и да одат от сръбската. И само ме питват, какъв си ти? Аз си казвам, викам, същият като шо бил Гоце Делчев и Даме Груев. Бой, какъв си? Като шо бил Даме Груев и Гоце Делчев. Биха ме. Ама убиха ме, бой. И може да там некъде към от 10 часа сутринта, па чека да набият и 4 часа. И един от тия сърбоманите, от тия Чанчаревич, се казваше и ми казва, абе, дедо ти бил бугарин, лежал в затвор. Също и баща ти, като бугарин, има лежал в затвор в Ведрезово. И аз на цялата мака, на целият бой, насмеях се и му викам, когато викам, дедо ми бил българин и баща ми бил българин, какъв съм аз? Значи аз съм българин. И почна бой. Целият бой беше само, че бях българин и казвам, абе не да ме биете и да ме убиете, викам, аз съм българин и оставам си българин. И огробът ще се превъртам и пак ще казвам, че съм българин. Първото училище, кога е отворено тук у Велев, 1843 година, моите предци живеели у Велев и имали къща. И се учило на български язик. Тогава България беше под турско робство. И исто тук, ваа земя, що се нарече Македония, била под турско робство. Па кой можеше да ги пороби, да им нареди да учат на тия ученици на български? Кой? На 30.000 луѓе, хора в Македонија се избити што се българи и многу арестовани по затвори на Голи оток, над 150.000, 180 што се казвале българи. Да съм чул, 53 души има интелигентни хора, които били доктори, адвокати, бяха избити. За 4 български песни, 4 месеца, 59-та година лежа в затвор. Македонската нация от 45-та година и направена с убиване, с арестуване, с заплахи, с сила я направих. И тая е изкуствена нация. А всичко, що е изкуствено, се разпади. И Югославия беше изкуствена, беше от 6 републики, се разпадна. От 471 гробие българско, само во Цапари и сега во Суничко, Ново село да има само 2 гробища. Кај са другите гробища? Трудно е да живееш, ама тук тая наша, тая българска земя. Македония е част от България. И ние сме тук българи,
И оставаме си на нашата земя, тая е нашата земя, тая е на дедите ми земя, на бащите ми земя, тая е наша, тая е българска земя. А се направи тук един духовен геноцид, што беше катастрофен. Ако човекот не е фанатик кон себе си, ако не е горд, тој секој ќе биде победен. А тоа на македонец по националност, това ти е поробен българин. Се уште присуствието на оние запалени глави преюгословени, кои што живеа на јаслите на Југославија, се уште се надеваат на воскреснување на еден мртовец како што беше покојната Југославија. Република Македонија си съществува като един музей на Југославија, като един музей на југокомунистичката идеологија, којато позволяваше да се мразат други нации, особено българите. Аз имах личните си заблуди, когато през 1999 година в изпълнение на решението на нашето правителство, заедно с министра на отбраната дарявах танковете и артилерията, боеприпасите на Македония 2 години преди нейният конфликт, че македонският народ и държава ни възприема изключително добронамерено. Бях изненадан след пристигането ми през 2005 година, когато за това не се говореше и когато все по-малко се говори, че България е първата държава, която е признала Република Македония. Македонските бугари се откажа од панихидата за Мара Бунева поради несреќата што вчера се случи во Македонија. По минатогодишните инциденти, кога беа повредени неколку учесници во панихидата за Бунева, годинава полицијата со специјални сили ги обезбеди споменикот на Бунева и црквата Свети Димитрија. Антибугарската кампања во Македонија спроведува делови од тајните служби врз кои МВР нема контрола, тврди иницијативниот комитет за одбележување на 80 годишнината од убиството на Мара Бунева. Поради трагедијата во која загина 11 македонски војници, македонските бугари и бугарската ВМРО БНД Каракачанов ја откажаа манифестацијата во чест на Бунева на кејот на Вардар, на која се очекува 500 учесници. По минатогодишните инциденти, кога беа повредени неколку учесници во панихидата за Бунева, годинава полицијата со специјални сили го обезбеди споменикот на Бунева и црквата Свети Димитрија, каде сепак немаше организирана манифестација. Таа антибугарска кампања, односно и антимакедонска кампања, се врши од одредени структури внатре во Министерството и во тајните служби, кои што се надвор од контрола. Едноставно нема по некоја инерција од порано, едноставно се занимаваат со ширење омраза. Според почитувачите на Бунева, македонската нација е вештачка творба создадена по Втората светска војна, а македонците се одродени бугари. Според нив и владата на ВМРО ДПМН врши притисок врз бугарите во Македонија. Тие владеат. Сега се врши најстрашна србокомунистичка пропаганда. Ја, славо Македонец. Славо, а иначе по старо българин. Белгорин. И моите предци били, и сите. Писмото Блажи Конец од Неврегово, што учеше у Горни Милановец, ни го смени како Вук Караджик од Лозниц. Македонските бугари ја поддржуваат борбата на етничките македонци во Бугарија. Дел од нив најавуваат и формирање на политички субјект преку кој ќе влезат во македонскиот парламент. Партијата која ќе биде регистрирана наскоро треба да се вика Демократска партија на македонските бугари.